СДСМ повторно си игра со македонскиот јазик и идентитет. Венко Филипче по стапките на Зоран Заев и Димитар Ковачевски, со повикувањето на неутралност, односно сами да се повлечеме од терминот вековен во извештајот на Европскиот парламент, повторно ги руши позициите на Македонија во меѓународните односи, наместо ветената поддршка за документот со кој треба да се зацементираат македонскиот јазик и идентитет, сега нудат да се откажеме од терминот вековен, кој би требало да стои пред македонски, а за возврат бугарите да се откажат од барањето да стои терминот современ. Според познавачите, со ваквите потези лидерот на опозицијата ја уништува предноста која македонската дипломатија успеала да ја направи во пресред пленарната седница на Европскиот парламент, каде треба да се усвои извештајот за напредокот на Македонија. Во дипломатијата се трга секогаш од максималистички позиции. Доколку вие самите себе се автоцензурирате пред почетокот на утакмицата, вие автоматски себе се осудувате на полош резултат. Како што се сеќавате пред неколку дена, комитетот го усвои извештајот со придавката која е фактички нешто што нас не одговара, вековна, и ние влегуваме на пленарката утре со, да речеме, прво полувреме 1-0 во наша корист. Според дипломатот Зоран Дабич, ваквите потези на СДСМ и Филипче со обично политиканство и обид на секој начин да ги струшат политиките на владата, чија дипломатска офанзива донесе до извештај кој е во корист на Македонија, а треба да биде изгласан од европарламентарците. Тие како да се уште се во дилема, дали да застанат заедно со владата, дали да добиваат политички поени на име на критикување на владата. Не толку одамна, председателот на СДС Филипче рече дека ете они толку направиле, толку знаеле, толку можеле. Ние видовме колку може и како се закомплицира работите. Попуштањето пред преговорите никогаш не било добар начин за добар резултат. Инаку Филипче оствари средба со еврокомесарката за проширување, која што е во посета на Македонија, и алудирајќи на уставните измени кои претходната власт ги договори со Бугарија, порача дека државата мора да си ја заврши својата домашна задача. Има еден дел од задачата што ние треба тука да сработиме дома, поради тоа што овој процес, исто како и во другите земји кои што станаа во изминатиот период членки на Унијата, ја спомнавме Хрватска, таа ја спомна на Словенија, најмногу зависи од внатрешниот консензус, поради тоа што тоа е прашање во кое што не само политичките партии, а тие примерно, туку целото општество се обединува. Филипче претходно повика власта заедно да поддржат неутрален став за македонскиот јазик и идентитет, вели дека средбите во Берлин ги искористил за да лобира против придавката современ, но света дека во извештајот не треба да стои ниту придавката вековен.